на колишката Александра Максимовска од Битола. Таа ќе разговара со првиот човек на општината, најавуваат инфраструктурни проекти, на што се работи. Александра, добро утро, вниманието е кај тебе, повели. Добро утро, Јована, по втор пат. Како што најави нашиот денешен гостин е првиот човек на градот. Со него ќе разговараме за повеќе од 30 инфраструктурни проекти. Дел од нив се започнати, дел од нив ќе започнат во наредниот период. За какви проекти станува збор, на што се работи, што ќе почне да се работи, повеќе детали ќе ни открие градоначалникот. Добро утро, градоначалник. Добро утро и поздрав до вашите гледачи. Дозволете пред се да кажем за вчерашниот настан кој го имавме во владата на Република Македонија. Подпишавме договори за 16 проекти кои општина Битола ги подпиша, ги изготви. Предходно тоа е дел од големиот пакет од 250 милиони евра, првата транша која владата на Република Македонија ја наменува за општините. На јавниот повик за пројавување интерес се јавивме како општина со 16 проекти, сите 16 беа прифатени. Се работи за вредност од над 230 милиони денари, негде околу 3,7 милиони евра. Многу значајни проекти од делот на инфраструктурата, дел со делот на спортот и еден од образованието. Да кажам дека се работи за огромна финансиска инјекција која добиваат општините, особено општина Битола после подолго време, можеби од 80-тите кога се правеле големите реконструкции во градот или последното можеби реконструкцијата на Широк Сокак. Од овие 16 проекти 13 се од делот на инфраструктурата, како што реков, по големи улици, дел од нив е булеварот 1 мај, јужната страна која ќе се прави дел од улиците во касарната. Зборуваме за комплетна инфраструктура или еве да поедноставиме негде над 10 километри ревитализација на улици со комплетна инфраструктура, над 6 километри водоводни инсталации, негде околу 3 километри фактички канализациона мрежа, фекална и одводна. Велам, се работи 13 проекти кои многу ќе значат, освен она што ние секојдневно го работиме, како голема финансиска инјекција за она што го правиме. Да ги напоменам и двете од делот на спортот, реконструкција или фактички така наречен центар за спорт и рекреација, нов центар кој е во кругот на стадионот Петар Милошевски ќе го добиеме со овие средства од владата и реконструкција на она што е незавршено јужната трибина на стадионот Петар Милошевски, едно реконструкција на фасада, енергетска ефикасна фасада на училиштето Стив Раунов. Ова се владини проекти кои што ќе бидат реализирани со владина поддршка. Вие работите на ваши проекти и тие се некаде околу 16, ако не се лажам. Видете, во моментот се работи на 10 локации. Градот, како што гледате, е градилиште. Јас се во оваа прилика, да користам оваа прилика на граѓаните на Битола да ги замолам за трпение, зашто негде каде што се гради мора да има и застој, мора да има и препреки. Меѓутоа интензивно работиме, сакаме да ја фатиме во целост и ова градежна сезона. 3 години, трета година поред од доаѓањето на оваа влада, ние интензивно работиме. Буквално секој ден по нешто се гради, се отвараат улици, старото градско јадро е она што треба да го реконструираме, меѓутоа и во руралните средини. Да напоменам дека во моментот се работат велопатеките, ние сме на таа нова локација. Така, овде започнува, тука започна изградбата на велопатеките, долго очекуваните, ќе има велопатеки, нема да има пари, нема пари, има пари, не сакаме. Значи, конечно нема заврши она ќе изградиме велопатеки, туку веќе се градат. Да напоменам дека не постои човек во Битола кој не го оправдува овој проект. Проектот кој беше со моето доаѓање уште најавен во предизборието пред 3 години, Битола велоград за еден мандат, и тоа го остваруваме во третава година, конечно, после низа недоразбирања кои ги имавме во делот на Советот. Сакавме да искористиме европски средства, европски пари, меѓутоа ќе го завршиме со наши средства, негде околу 500.000 евра. Се работи за голема ревитализација, реконструкција на
и изградување на нови велопатеки фактички во должина од 5,4 км по должината на нашите две најголеми сообраќајници, Васко и Карангелевски, во должина на овој потек каде што сега се наоѓаме 800 метри и останатите 4,5 км се наоѓаат по булеварот фактички Партизанска. Ќе добиеме современи велопатеки, ќе добиеме и реконструирана пешачка патека, она што веќе постоеше во овој дел, меѓутоа она што граѓаните го гледа и дека требаше да се ревитализира. За колку време се очекува да бидат готови? Па тие очекуваме доколку времето не потреби до нова година да бидат во текот на оваа градежна сезона да бидат завршени. Велам на добробит на сите, на спортските друштва, на љубителите на велосипедизмот и она што навистина недостигаше на Битола. Минатата недела организиравте и буџетски форум. Трета година поред. Трета година поред е на општините кои први ги започнаа буџетските форуми, како едно висока, да речам, многу важна алатка во делот на транспарентноста, ефикасноста, отвореноста на општината, зашто еве така за тоа добивте признание Битола како едно од најтранспарентните општини. Најотворена општина и во делот на сите тие параметри на транспарентност сме на високи позиции меѓу првите 3 места во сите параметри кои се споредуваат. Форумите се фактички начин, освен на секојдневни средби кои ги имаме со граѓаните, една широка опфатеност на целата граѓанска структура од градот, почнувајќи од бизнис секторот, невладиниот сектор, спортски здруженија, културни работници, урбаните заедници, сето тоа ќе го собереме заедно со проектите кои ги има општина Битола и ќе се обидеме да направиме многу ефикасен и богат буџет кој за идната година. Велам, освен работите кои сега се во завршна фаза, се надевам дека негде средината на декември ќе го имаме и новиот буџет, многу помогнати со буџетските форуми. Можете да слушнете различни идеи, разговараме, тука се сите сектори на општината вклучени и граѓаните секако. Градоначалник, ви благодарам за одвоеното време, ви посакувам успех и сите проекти да се извршат во предвиденото време. Секако, тоа е нашиот мотив, тоа е нашиот порив за кој сме тука да направиме Битола на вистина град како што заслужуваат битолчани. За поубаво Битола, ви благодарам. Јована, од она што можевте да слушнете од разговорот со градоначалникот, се очекува наредната година Битола да стане поубав град, а граѓаните да добијат подобри услови за живење, меѓу кои велосипедските патеки. Јована? Александра, дали имам простор ја за едно прашање до градоначалникот? Повели, Јована? Да, слушнавме многу проекти во најава, слушнавме и повик до граѓаните поради тоа што навистина ќе се изведуваат градежни активности и на нивна соработка во делот на поголемо трпение. Па добро, за градоначалникот, со оглед на тоа дека најави многу проекти, кој е најголемиот предизвик за него во спроведувањето на истите? Така, Јована, веднаш. Градоначалник, имаме прашање од студио. Јована прашува, слушнавме дека има многу голем број на проекти, меѓутоа кој е најголемиот предизвик за вас како градоначалник да се направи? Мислите во делот на проектите? Па еве, да напоменам сега, во моментов она што го ветивме и што се гради, и што првата фаза фактички е пред завршување е противпожарната зграда, новиот противпожарен објект кој треба да израсне во делот на касарната. Се работи за многу современ објект чија прва фаза, кажам, до нова година ќе биде завршена и уште еден голем предизвик, тоа се детските градинки. Во моментот се работи на 3 детски градинки, со што на вистина ќе се придонесе да онаа долга листа на чекање која имаме во Битола за малите дечиња да биде завршена. Исто така влезот на Битола го реконструираме, улицата 8 септември, потек кој, да кажам, 50 години можеби се малку граѓаните го бараат, имавме многу лош влез во Битола и делот тоа ќе биде санирано, заобиколницата која правиме со која тешките возила ќе одминат Битола и многу други проекти кои работат. Али детските градинки би ги стекнал можеби како многу важен дел.
Јована, мислам дека си задоволна од одговорот. Како што напомена градоначалникот, детските градинки приоритет, затоа што навистина листата на чекање на дечиња за упис во овие установи е навистина голема. Ако не се лажам, дека Битола има една од најдолгите листи на чекање за упис во градинка. Се чини дека тоа е еден предизвик за сите општини во државата, но важно е да слушнаме дека се работи на проблемот. Благодариме, Александра.